Еднаш, многу одамна, кога светот бил сосема нов и се уште мирисал на свежа трева и пролет, Бог направил едно најволшебно место, наречено градината на Еден. Замисли си го најубавиот парк што некогаш си го видел. Таму тревата била мека како облачињата на небото, а цветињата имале бои што денес не можеме ни да ги замислиме. Реките биле толку бистри што во нив се огледувало сонцето, а дрвјата биле полни со најслатките овошја на светот. Во таа градина живееле Адам и Ева. Тие биле првите луѓе и биле многу срекни. Нивната работа била најубавата на светот. Да се грижат за растенијата, да си играат со животните, да им даваат имиња на сите суштества од огромниот слон до малата шарена пеперутка. Лавовите биле галени како мачиња, а мечињата биле како големи плишани играчки. Никој од никого не се плашел. Бог им рекол на Адам и Ева: "Уживајте во се, јадете од сите дрвја и бидете срекни. Но има само едно дрво во средината на градината, од кое не смеете да јадете. Тоа е дрвото на познавањето на доброто и злото." Тоа било како мало тест правило. Исто како кога мама и тато велат: "Не допирај го жешкиот шпорет, затоа што сакаат да те заштитат." Но во градината се појавила една многу итра змија. Таа почнала да и шепоти на Ева: "Зошто да не пробате од тоа дрво? Ако каснете само едно мало парче, ке станете мудри како Бог." Ева ја погледнала овошката, изгледала толку вкусно и црвено. Попуштила, пробала едно парче, па му дала и на Адам. Штом каснале, одеднаш се почувствувале чудно. Веќе не биле толку безгрижни и почнале да се кријат меѓу грмушките затоа што се срамеле што не го послушале Бога. Бог бил тажен затоа што неговите пријатели не му верувале. Бидејќи го прекршиле правилото, Адам и Ева морале да ја напуштат преубавата градина. Излегле во големиот свет, каде што морале сами да си садат храна и да се трудат. Но знаеш ли што е најубавото? Иако морале да си заминат, Бог не престанал да ги сака. Тој им ветил дека еден ден, со многу љубов, патот до среќата повторно ќе биде отворен за сите луѓе. Накратко, што се случи во рајската градина? Ова е приказна за првиот дом на луѓето, една волшебна градина каде што сите биле пријатели. Адам и Ева имале се што им треба, но имале и едно важно правило кое требало да го чуваат за да бидат безбедни. Кога решиле дека нема да бидат послушни и го прекршиле правилото, затоа што итрата змија ги излажала, тие ја изгубиле таа безгрижност. Сепак, приказната завршува со надеж, дека и кога грешиме, љубовта на Бог не исчезнува и секогаш постои пат назад кон среќата. Што мислиш ти? Зошто Адам и Ева се почувствувале чудно откако го каснале јаболкото? Дали и тебе некогаш ти било криво кога не си послушал некое правило?